Новоизбраниот американски претседател Џо Бајден предупреди дека неговите мерки за борба со коронавирусот ќе доцнат со недели па и со месеци, доколку актуелниот претседател Доналд Трамп не престане да ја блокира транзицијата на власта. Од друга страна, Трамп не се откажува од поднесувањето жалби и приговори за процесот на гласање. Додека бројот на потврдени случаи на COVID-19 во Соединетите држави надмина 11 милиони, новоизбраниот го нападна актуелниот претседател. Џо Бајден вели дека одбивањето на Доналд Трамп да ја прифати транзицијата на власта ќе го отежне справувањето со пандемијата. Битката со COVID-19 е како војна, потребен е врховен командант, рече Бајден. There's a whole lot of things that we just don't have available to us, which unless it's made available soon, we're going to be behind by weeks or months being able to put together the whole initiative relating to the biggest promise we have with two drug companies coming along and finding 95% effectiveness, efficiency in the vaccines. Оваа порака Бајден ја упати од виртуелен настан на кој слушаше сведоштво од здравствените работници кои се во првите борбени редови. I'm sorry, I'm so emotional. No. It's just You got me emotional. И претходно Бајден предупреди дека многу американци може да умрат од вирусот ако примопредавањето на власта и натаму се одложува. Во меѓувреме, администрацијата на Трамп ги промовира достигнувањата во развојот на вакцина. By the end of December, we expect to have about 40 million doses of these two vaccines available for distribution, pending FDA authorization. Enough to vaccinate about 20 million of our most vulnerable Americans. И покрај охрабрувачките вести за вакцините, Бајден би се соочил со сериозна битка по инаугурацијата во јануари. I think the incoming administration is going to face a lot of challenges in terms of getting people to cooperate with best practices for public health while everyone is focused on exciting news about a new vaccine. In the best case scenario, it's going to be months and months before a vaccine is manufactured and distributed and administered to a critical mass of the population. Во меѓувреме, штабот на Доналд Трамп продолжува да поднесува тужби и жалби во повеќе сојузни држави. Председателот преку Твитер уште еднаш порача: "Јас победив на изборите, избор на измама низ целата земја." Социјалната мрежа и овој пост го означи со објаснување дека повеќе избори известуваат поинаку. Изборните власти низ целата земја за Гласот на Америка и за други новински агенции велат дека не нашле докази за широко распространети неправилности, само релативно мали инциденти кои не би биле доволни за да се промени крајниот исход од гласањето. Броењето и пребројувањето на гласовите е при крај во оспорените сојузни држави. Но големите новински агенции веќе го прогласија Џо Бајден за победник, бидејќи има повеќе од 270 електорски гласови, колку што е најмалку потребно за да се мине прагот за вселување во Белата куќа. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.